Добар ден, почитувани присутни. Согласно член 38 од Статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола за 26.2.2025 година среда во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Новаци, Прилеп, Битола, Крушево, Долнени, Могила, Кривогаштани, Демирхисар, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар Жупа, Вевчани, Дебарца и Македонски Брод. И точка број 2. Одлука за формирање на заедничка комисија за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад меѓу општините Новаци, Прилеп, Битола, Крушево, Долнени, Могила, Кривогаштани, Демирхисар, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар Жупа, Вевчани, Дебарца и Македонски Брод. Кој е за ваквиот дневен ред? Да крени рака. Кој е за? 3 за. Благодарам. Ве молам, образложете ги точките ако може. Тоа беше доставено барање за воспоставување на меѓуопштинска соработка, кое барање беше доставено од општина Новаци. Со барањето беше доставена и проценка и трите точки кои ги ставивме на дневен ред, односно одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Новаци, Прилеп, Битола, Крушево, Долнени, Могила, Кривогаштани, Демирхисар, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар Жупа, Вевчани, Дебарци и Македонски Брод. Значи, општина Новац, исто така одлуката за формирање на заедничка комисија помеѓу овие општини, како и решение општина Битола, две лица од администрација, едното лице кој ќе биде член, другиот заменик, да учествуваат во подготвувањето на актите за воспоставување на меѓуопштинската соработка. Колку што мене ми се обрати правничката од општина Новаци, ми каже дека тука станува збор за изградба на регионалната депонија, која ќе се наоѓа во Новаци во рамките на рек Битола, со тоа што нема повеќе да постои депонијата Мегленци, односно таја ќе се затвори. Инвеститор на овој проект е Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта на проектот било воспоставување на заеднички интегрален систем за управување со отпад, изградба на регионална депонија и претоварни станици. Значи, претоварна станица во Битола нема да има. За да се оствари ова, како главен носител се јавува општина Новаци. И од сите општини барат да ги донесат овие три точки кои ги имаме ставено на дневен ред и откако ќе ги донесите да му ги доставите. Значи, предлог даваат за меѓуопштинска соработка меѓу сите, да се формира комисија која ќе работи на регистрирањето на јавното претпријатие кој ќе се наоѓа во Новаци и во таја комисија да има двајца представници од општина Битола, кои едниот ќе биде член, другиот заменик. Јас толку имам информација што ми беше даена и тоа можам да ви го презентирам. Сега Ви благодарам, Благица, за излагањето. Вие ќе сакате да додадете нешто? Јас би се Повелете. Добар ден на сите, ви се осврнал во делот на меѓуопштинската соработка, значи предлогот вака доставен
добивте мислење во материјалите од градоначалникот во врска со предлогот добиен од општина Новаци, законски основ за донесување на, значи во ова постапка за меѓуопштинска соработка, обврска на советот е да го разгледа, да го прифати или да не го прифати предлогот, значи добиен од општината Новаци. Обликот за меѓуопштинска соработка е предвиден во членот 9, тоа е формирање на заедничко јавно предпријатие меѓу сите овие 18 општини, тоа се општини од двата региона, Пелагонискиот и Југозападниот регион. И наредна фаза, доколку се прифати предлогот и понатаму процедурата, на крај завршува со донесување одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу овие 18 општини, согласно Закон за меѓуопштинска соработка. Ви благодарам за... Може сега да преминиме на дискусија со колегите советници. Кој има прашање? Повелете, Велевски. Благодарам, председателке. Почитувани присутни, со оглед на тоа што дека во позадина се работи за рециклирање на отпад за регионалната депонија, дали може накратко проектот да се образложи, пошто нели се носи одлука за меѓуопштинска соработка, во суштина рециклирање на отпад, дали може кратко, ако имате образложение за проектот нешто? До нас воопшто не беше доставено проектот, ниту учествувавме ние на тој проект. Значи, барањето го достави општина Новаци, ги достави овие трите одлуки и рече да бидат донесени на самата седница. А во проектот што има и како има, ниту сме биле, ниту сме присуствувале на тие состаноци што ги одржувало Министерството, не знам кој ги имало одржувано. Во ред, благодарам. Повелете, Чулаковски. Сакав околу проектот да прашам јас што вклучува, дали имаме камиони, дали ќе добиеме, кај ќе врват тие камиони. Рековте дека немаме да имаме во Битола претоварителна станица. Меѓутоа, колку што разбрав, ќе биде ова јавното предпријатие уствари на општина Новаци, така? Да. Финансиски импликации, ќаро изјани? Па колку што прашав и ми кажа од Новаци, финансирањето за изградба на регионалната депонија изнесува 22 милиони евра и ќе бидат средства обезбедени од Европска банка за обнова и за развој. Значи, не знам, јас ниту сум присуствувала, ниту сум учествувала да знам да дам објаснување за проектот. Ова ви го пренесвам што ми го пренесе од општина Битола. Ако сакате да се обрати од општина Новаци, да се обратиме до Новаци, ако го имат проекто, да ви го достават, не знам. Мислам... Ај нека влези во записник дека сакаме проектот да го видиме, бидејќи на таква депонија, како таа што е, ако ја видовме во Кожани, ако е таква како таква, таа генерира и приходи. Кај кого би оделе приходите од рециклирањето, од продажбата на рециклираните материјали и најважното што за мене, кај ќе поминуваат тие камиони од другите општини кои што ќе треба да растоварат во Новаци во случаев, во депонијата. Ако врват низ Битола, тогаш ние ќе имаме многу голем проблем. Меѓутоа, ако не го знаете проектот, ако не знаете како функционира, не знам што би разговарале понатаму. Да. Благодарам. Благодарам. Повелете. Во делот на меѓуопштинска соработка, кога ќе се формира ова комисијата, значи и при формирањето на јавното предпријатие ќе се дефинират сите податоци во смисла на приходи, од каде ќе има трошоци, колку ќе има, која општина по колку ќе партиципира. Ако тоа не се договори, останува она што е наведено во законот, дека согласно на број на корисници ќе се учествува. Но јас мислам дека комисијата која ќе се формира ќе ги утврди сите параметри во делот на трошоците, колку биле трошоци, што со приходите и како. Значи, затоа во овој момент
не е определено колку ќе дава и кој колку ќе дава, тоа ќе биде улога на комисија. И секако до советите ќе ги поднесе, бидејќи комисијата сама не одлучува, секој акт од комисијата ќе помине на сите 18 совети. Фактички овде станува збор само за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општините, овие 18 општини, и формирање на таа комисија. Значи, покасно, може во наредни седмици, кои ќе се врват точки на дневен ред, ќе се дојди до проектот, ќе се види до комисиите, не знам што да ви... Друго не знам што да ви кажам во однос на овие прашања. Благодарам, нека си влези во записник барањето на советникот Чолаковски. Кој има друг прашање да постави? Повели, Габриела. Ова одлуката за формирање на заедничка комисија, сега ако ја донесеме, треба да делегираме и представник. Да. Представникот би бил од администрација од општина Битола, советник, мислам, шо профил треба да делегираме? Представниците би биле од општинската Од администрација. општинската администрација. И би требало, би биле правници, заради тоа што ќе се оди на формирање на тоа јавното предпријатие. Ќе си кажат на мандат. На кој... Јавното предпријатие би било нешто слично како нова за транспорт. Што го имаме? Така? Како Пелалинк. Како Пелалинк, да. Во ред, благодарам. Дали друг од советниците сака да постави прашање? Повелете, Корлевски. Ви благодарам, председателке. Дали ова барање прво е поминато во Советот на општина Новаци за формирање на депонија на Чикање? Да, тие ги имат донесено овие одлуки. Мислам, ни ги пуштија дека се поминати на Совет на општина Новаци. И мислам дека ви ги пуштивме како материјали. Да, бидејќи Трите одлуки од Новаци ги имат донесено и сега треба другите 8 ова 18 општини да ги донесат. бидејќи беше во јавноста, значи не го прашам за себе, заради тоа што малку ни е Мегленци, рековте ќе се затвори, ние видовме, образложен беше проектот, иначе се работи за 60 камиони кои што ќе се движат секојдневно од Битола, од Гостивар до Битола, значи секој град ќе, без оглед дали ќе има претоварна станица, ќе се движат, пошто патот тоа е кој што движи до депонијата и локацијата кај што ме страничен начин од левата страна на Мегленци, кај што сега се планира да биде изградена. Ние бевме, како што кажа колегата Чолаковски, тогаш ни го објаснија проектот од Министерството за животна средина, кажа каде се, нормално дека очекуваме дека луѓето кои што се од Гостивар, Дебар, Охрид и така натаму, што побрзо да го изгласат овој проект за да се отарасат од отпадот и од ѓубрето, меѓутоа штетните последици ќе ги имаме ние на почеток, се дека не почне со изградба или да го видиме конечниот проект како ќе има однос према луѓето. И на крај крајава тука треба да одлучат граѓаните, затоа покрај проектот, затоа прашав зашто дали Новаци го има изгласано. Ако го има поминато тоа што ние можеме да преминиме понатаму на гласување според мене. Благодарам, Корлевски. Дали друг од советниците сака да постави прашање? Бидејќи завршуваме со дискусијата, бидејќи нема прашања, преминуваме на гласањето на дневниот ред. Точка број 1. Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Новаци, Приле, Битола, Крушево, Долнени Могила, Кривогаштани, Демирхиста, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар, Жупа, Вевчани, Дебарца и Македонски Брод. Кој е за? 3 за. Благодарам. И точка број 2. Одлука за формирање на заедничка комисија за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад меѓу општините Новаци, Приле, Битола, Крушево, Долнени Могила, Кривогаштани, Демирхиста, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар, Жупа, Вевчани,
Дебрца и Македонски Брод. Кој е за, нека крени рака. 3 за, благодарам. Значи, пошто се гласаше по точките од дневниот ред двете, комисијата прогласувам за завршена. Благодарам за присуството.